Почитувани гледачи, добро вечер. Еве сме и овој четврток повторно заедно со уште едно издание на емисијата Визави на програмата на ТВ каналот ВИС. Емисија во која наш и ваш вечерашен гостин е господинот Јанко Бачев, председател на Народно движење за Македонија. Господин Бачев, добро вечер и добро дојдовте во емисијата Визави. Добро вечер за гледачи на телевизија ВИС и ми представува големо задоволство така после одреден временски период повторно вечерва да бидеме заедно. Така. А тој временски период, ако не се лажеме, дури цели 7 години, нели? Емисијата таква слична правевме во 2002 година. Така ли беше? Па да, колку што сеќавам, некаде после предпарламентарните избори во 2002 година. Така, бевте гостин во ТВ каналот ВИС, кога нашата телевизија беше во едни други простории. Овој пат прв пат гостувате во овие простории на ТВ каналот ВИС. Вие сте човек од ова наше поднебје, како се чувствувате во родниот крај? Па секој пат, така како што викаат постарите, каде и да одиш, кога ќе се вратиш во родниот крај. Дома си е дома, така? Дома си е дома, така. Добро. И можам да кажем добро. Така. Еве, започнува едно нормално прашање, кои се политичките действувања на Народно движење на Македонија во овој период во годината или во овој период на действување на вашата политичка партија? Што е ново во Народно движење за Македонија? Па ние, како што кажавте, фактички тргнавме од тука при конституирањето на Народно движење за Македонија некаде сега веќе далечната 2002 година. Така. После тие први настапи веќе се разбира во овие 7 години имавме бројни настап по Македонија, по локални и по национални телевизии. Така. И мислам дека партијата веќе е етаблирана на политичката сцена во Македонија. Во моментов имаме 26 општински организации, значи сите поголеми центри. Така. Во Македонија сметам дека се покриени. Инаку новина можам да кажам дека во контекст на новата законска регулатива за избори за пратеници во Собранието на Република Македонија, како што е познато, ќе гласа сега и диаспората. Така. И во таа насока ние преземавме активности да ја прошириме таа наша инфраструктура и сега веќе ми представува задоволство да кажам дека формиравме, така да кажем, општински организации, една во Австралија, една во Канада и што е најново, пред 10 дена веќе јас имав 2 интервјуа. Така. Едно за радио Мелбурн, македонско радио во Австралија и едно за радиото Обединета Македонија во Торонто во Канада. Така. Значи активни сте и во диаспората, тоа ви дава за право да бидете оптимист за следните избори, ако не се лажам. Па така како што кажав, бидејќи сега ќе гласат и нашите Така. браќа и сестри така од диаспората и јас мислам дека треба уште сега да ги преземеме сите неопходни активности, бидејќи нема да биде чудно ако не изненади сегашната влада и со некои предвремени избори, па затоа во тој контекст партиските активности си одат. Па сега Да ќе ви видиме. изненади владата или знаете нешто конкретно? Па сега тоа прашањето за избори се разбира, најдобро го знае најтесниот врв на Така. владачката партија. Инаку за гледачи можам да кажам дека ние некаде од 2002 година до 2005 така имавме некој самостојно действување, па од 2005 на локалните избори, па до сегашните локални избори во март 2009, 4 години бевме коалиција со ВМРО ДПМН пред овие избори. Така. Локални и парламентарни излеговме од таа коалиција, бидејќи сметавме дека во таа коалиција фактички се гуши тоа политичко действување на тие помали партии и бидејќи ние сме една групација, една партија, луѓе така што политика не ја сваќаме од тој тип исклучиво за лични интереси, за борба за функции, за директорски места, ние партијата етаблиравме така на една поширока патриотска основа, можем да кажам во и сакавме и од можеби и локалните избори сметаме се подобра прилика. По се подносливи и од финансиски аспект да се настапи самостојно. Настапивме самостојно нови локални избори и можем да кажам дека имавме и задоволителен резултат, некаде околу 14.500 гласови имаме сега и советници во неколку општини. Така. И сега од аспект да кажеме на ВМРО и на СДСМ, ако ги гледаме, може би се малку овие гласови, но од аспект на малите партии можам да кажам дека тоа е веќе една добра бројка, бидејќи еве познато е во коалицијата што е предводи ВМРО ДПМН има 21 партија, дај Боже ако освојуваат тие сите по 14.500 и Тоа е ВМРО многу. околу 200-300, значи треба да имат 600.000 гласови. Така. Значи произлега дека од тие 20 партии таму дали му носат на Груевски по 1000 гласови. Меѓутоа бројката е важна, нели? Бројката како партија. Па еве сега изгледа импресивно, нели? Таа е најдобра споредба, значи Така. тие 21 партија фактички таму не носат ништо, тоа се ја добро ги познавам бидејќи бев во таа коалиција. Така. Познати ми е селината. Бидејќи ги спомнавте дека бевте дел од коалицијата предводена од ВМРО ДПМН, која беше улогата на Народно движење на Македонија во таа коалиција? Се чувствувавте ли комотно во една таква коалиција или бевте само приврзок, само бројка? Па видите сега кога сте во една коалиција што ја предводи да кажеме
така да кажем условно голема партија, тогаш секој пат се лепат тие етикети. Да. Тоа се притврзоци, сателит партии, човек Така. партии, така разни етикети кои што ги лепа. Можеби тоа беше една од причината за која што сакавме сами да се испробаме на таа политичка сцена. Така. Инаку ние во таа коалиција можам да кажам дека го дадовме нашиот максимум во тоа време, бидејќи силно верувавме дека со промените ќе тргнат работите на подобро, бидејќи во тоа време и во прв момент одеа добро работи, но пред последните избори некаде кога се прави тие подготовки за тие избори, видовме дека се отстапува од некои тие стратешки определби, да кажеме кога се одржуваат тие лидерски средби, таму што ги правевме во таа коалиција, таму стално се зборуваше кој колку директори да добие, колку функции да добие, што нас додека од друга страна јасно тие средби настапува со поинакви гледишта, можеби подиректно ги кажував работите. Сега можеби тоа може својствено на некој мој темперамент, така да кажам. Али за мене беше така грозно да се гледа, да кажеме, еден да еве попознато тоа е, да кажеме, Павле Трајанов, Љубисав Иванов, сега другите може не ги знаат во таа коалиција. Андов беше исто до 2008 година. И за мене беше така несфатливо едни луѓе да ги гледаш кои што по 75 години како веднат глава, како да кажеме немаат свој став, како стално едно лигавење, едно додворување на, да кажеме, водечката партија ВМРО-ДПМН. И можеби сето тоа придонесе. Ние, како што кажав, сме партија која што пред се тргнуваме од некои стратешки национални опредолби од државата. И затоа може сето тоа на купче која ќе се собере сите тие може причини влијае. Така. И од едноставна причина се пробаме сами. Така, врз кои принципи, ајде малку да се подсетиме врз кои принципи постои партијата. Кога зборуваме за двете големи партии СДСМ и ВМРО-ДПМН, се сеќавам на онаа прва емисија што ја правевме 2002 година, вие во студиото на ТВ канал од ВИС влеговте буквално од вашиот митинг што го одржавте во Струмица и се сеќавам дека на првото прашање прилика одговоривте дека еве единствено покрај ВМРО-ДПМН и покрај СДСМ Народно движење за Македонија е единствената партија која се осудило да прави митинг на отворено. Така беше, нели? Па јас еве бев 4 години во таа коалиција со ВМРО-ДПМН, значи поминав со нив 2006 парламентарни избори. Па имавме еден циклус 2005 локални, 2006 парламентарни, па 2008 предвремени парламентарни. Можам да кажам дека освен ВМРО-ДПМН и СДСМ, сега веќе пак надвор тие коалиции додуши немаше партии, сите се веќе тука собрани дали во СДСМ или со ВМРО-ДПМН. И можам да кажам од тој момент не само во Струмица, него не сум видел во други градови да направи некоја друга партија митинг на отворено. Така. И јас сметам дека еве новија што ги имавме последни овие локални што беа локални избори во март, така имавме добра посетеност во бидејќи беа така временските услови, се беа затворени во сали. Така. Прашањето ми беше што пред малку сакав да ви го поставам, врз кои принципи е поставена партијата? Кој е главниот интерес на действување, на политичко действување на Народно движење за Македонија? Па, гледајќи политичката сцена во државата изминати 18 години, генерално може се каже дека може се профилираат две групи на луѓе кои што се активни во политичкиот живот. Тоа се, да кажеме, една групација која што политичкото действување го гледа исклучиво преку личниот интерес. Така. Собствен, како што кажав, еве ја бев и сведок, како што кажав пред малку, како на тие средби исклучиво луѓето тргнуваат од некои своји лични интереси преку бројки, преку директори, преку министри, преку и други функционери. И една друга групација што за жал е помалу бројна во државата, која што во политиката тргнува од некои повисоки интереси, од некои, да кажеме, национални и државни интереси. И јас сметам дека се додека таа бројка не нарасне во државата, се додека не се направи еден приоритет, едно рангирање на тие интереси, првиот интерес да бидат националните државни интереси, второ партиски, има некаде на трето место да бидат личните интереси, бидејќи не се лажеме во политиката, не е спорно дека има и лични интереси, тоа не е тоа. Но тоа многу битно како се рангираат тие интереси. Ние во Народно движење за Македонија можам да кажам дека тие интереси, национални државни интереси се рангираат на прво место, а личните интереси ќе ги бараме некаде на трето, на четврто место. Така. Добро, впечаток е сепак дека Народно движење за Македонија, нели, да се сложиме, е мала партија. Так. Значи, се добива впечаток напати ве нема во јавноста извесен период, па се појавувате. Има впечаток дека само вегетирате на политичката сцена во Македонија. Вие сигурно ќе ме демантирате дека тоа не е така. Како да постои Народно движење за Македонија само за хартија? Вие според она што го зборувате не е така. Зошто е тоа така? Зошто е таков впечатокот? Дали не сте премногу медиумски експонирани? Дали медиумите премногу немаат интерес за вас? Не медиумите дека немаат интерес, него за жал во Македонија сега можам да кажам можеби
престрога формулација владене медиумски мрак, да кажеме, од тие национални телевизии со национална концесија. Факт е дека сите знаеме дека сите тие телевизии, клучни телевизии во Македонија на национално ниво, сите нивни газди се претседатели на политички партии, а сите тие претседатели на политички партии се во коалиција. И многу интересно што вие кажавте, дури сме имале такви, како да кажем, трагични ситуации кога правиме пресконференција, доаѓаат сите телевизиски куќи ќе земат написмено што е кажано на пресконференцијата и вечерта не оди ништо на етерот. Да кажеме, посетени ќе зема и не е дека немаме активности сега, бидејќи сме свесни за таа блокада што се има на од тие телевизии со национална концесија. Сега правиме некоја обратна стратегија, да кажеме, настојуваме повеќе да гостуваме преку на локално ниво на тие средби, непосредни преку граѓаните, па од време на време така преку печатење некои флаери со заради поблиско запознавање. Не е дека немаме активност, него за жал тој информативен мрак кој што го има во Македонија. Ние да кажеме го прави таков впечаток. Ние да кажеме сега еве последниот случај само пред овие денови што се случува. Имавме пресконференција и соопштение за настапот на Али Ахмети што го даде од преговор гостување во Тирана со конкретни податоци, да кажеме, многу интересна пресконференција. И сега видите вие што се случува, доаѓаат новинарите, следат што ќе се каже на пресконференцијата вечерта на избор, а од друга страна бомбастично се најавува митингот на Шекири, ова Национална демократска унија, а Шекири на последните избори доби 5000 гласа на последните локални избори. Маргинална албанска партија, али некој сака во државата едноставно да ги изместува работите, па. Така. Да се подсетиме они кои ги следат збиднувањата на политичката сцена во Македонија, знаат дека Јанко Бачев беше кандидат за градоначалник на Скопје. Беше ли тоа сериозен ваш предизвик или само една политичка авантура или нешто што сакавте само да го прикачите на вашето CV? Не, како кандидат сте биле кандидат на чисто кандидатура, верувавме баш еве сега ќе продолжам кај што застанав. Ние силно верувавме дека барем за време на избори ќе се води некоја сметка за тој равномерен пристап, да кажеме, на кандидатите. Али за жал видовме дека и во тој момент телевизиите фокус го ставија на кандидатите на, така да кажам, двете најголеми партии, на ВМРО и на СДСМ, не се даде простор, со тоа што моравме таа кампања да ја правиме во Скопје во непосредни контакти со граѓаните. И во тој момент, пред на таква атмосфера, нереално е да се верува дека може да се победи некој од кандидати на ВМРО и на СДСМ. И од тој аспект може сме незадоволни што не добивме таа промоција, но од аспект што рековте вие на една промоција можеби на партијата и на лична промоција на некој. Па еве да кажем, јас еве не сум споменат тука, само да кажем две определби кои што ги има во тоа време запишено како кандидат за градоначалник на Скопје. Да кажеме, јас прв напишав во мојата програма, во мојот флаер, дека како победам ќе воведеме данок за богатите. Еве сега гледам, се раздвижи таа идеја. Ја има и во програмата на СДСМ. Исто така напишав дека треба во Скопје скопските пазари да се направи национализација повторна, бидејќи зелено пазарче, тоа познато во Скопје, познато е, да кажеме, скопски пазар му го подаре само за 33.000 евра, тоа е површина од 3300 квадрати, вреди околу 33 милиони. Значи ги зема сите пазари во Скопје, скопски пазар, и Скопје може би единствен град во Европа кај што пазарите се приватни, а имаат монопол од државата. Значи една фирма ги контролира сите пазари. Значи се залагав за повторна таа национализација на пазарите, тој грабеж што се направи во ова. Инаку исто така напиша во програмата дека за секој прашање ќе оди граѓаните се заснуваат на референдум, ќе се заживее тој локален референдум институт што е. Така што тие беа некои идеи, сега од мала партија може потекна, ама еве гледам да кажеме ги прифаќаат и поголемите. И тоа е добро, нели? Добро, ние не сме така оптоварени со некои така комплекси, дали нашите битно е идеите додат да биде добро за граѓаните. Околу идеите не треба да има големи и мали партии, има само добри и лоши идеи, нели, и проекти. Она што предмалку го спомнавте, има две големи партии, тука се поларизира во Република Македонија на политичката сцена и постои, значи СДСМ од една страна или ВМРО да помene или обратно, како сакате кажете. Меѓутоа, нели мислите дека во последните 18 години таа поларизација доведе до разнебитување на македонскиот народ, на поделба на народот на две страни, големи кавги расправи помеѓу своји луѓе, помеѓу соседи, роднини, браќа и така натаму. Кога еднаш за секогаш македонецот ќе свати дека политиката на некој начин ја разбираме погрешно и таа не води во погрешна насока? Имам ли право кога велам тоа? Не, тоа е, мислам, евидентно, општо познато е таа поделба. Поделба, да кажеме, на патриоти и предавници. Да,
да кажеме, за жал не се апсолвира таа некоја ноторна вистина дека смислата на политичкото делување е политички противници да се предворуваат со идеи, како што кажавме на избори, се расправаат за кој ќе има пониски даноци, подобар стандард. Апсолутно. Сега тука во Македонија за жал е таква таа поларизација што еве дури 2001 година имавме една војна, па тогаш не седна лидерите на двете најголеми партии да седнат да си кажат меѓу себе чекајте сега е војна, да оставиме се да ја браниме државата. После кој ќе заврши војната по избори пак ќе се критикуваме, ќе се напаѓаме, но и за време на војна не седна да ја бранат државата, туку беа како две спротставени војски нашето Министерство за внатрешни работи кој што во тоа време беше предводено од Љубе Бошковски и Министерство за одбрана од Владо Бучковски од двете конкурентски партии, Значи војната не беше фактор. Вие имавте став дека двете министерства како непријателни војски. Така, па тоа е за жал, тоа непријателски војски, како таа некоординација дури продуцираше многу интересни трагикомични ситуации. Еве сега јас само како да го спомнам пример да кажеме кога беше таа опсада на Рачиново во тоа време. Во прв момент кога полицијата тргна, кога Љубе Бошковски бомбастично најавуваше дека во 12 сатот ќе пие кафе во центарот на Рачиново, а после се види дека тоа била една така обична флоскула што нема никаква реалност. И значи кога тргна полицијата, тогаш загинаа во прв момент тројца македонски полицајци. Дури секој еден од дали беше сега тука од Банско или од тука од Струмишка села еден од погинате. И до ден денеска ги лажат луѓето и семејствата дека тие официјалната верзија е дека загинале од терористичката ОНА. Што нема врска, тие загинаа од армиска граната на македонската армија. А загинаа бидејќи не си ги знае координатите. Тоа беше една странна ситуација, македонски полицајци и војници се испотепаа меѓу себе, бидејќи Владо Бучковски и Љубе Бочковски не сакаа да седнат да се договорат како да ја бранат државата. Значи сите настапуваа како слободни стрелци. Јас еве најодговорно Тие се сериозни обвинувања, стоите за тоа. Па стојам и денес ги лажат луѓето, семејствата ги лажат дека загинале од терористичката ОНА, нема врска. Така. И тоа се они тоа го кријат бидејќи да не се седат семејствата, бидејќи тука можат да паднат страшни обештетувања ако се поведат тие, да кажеме, судски постапки. Тоа е само еден примерен детал, него за војната може да зборуваме и две емисии, што се вика сега не. Да, имавте своји ставови да елаборирам. И околу Карпалак и околу, меѓутоа ајде да не отвараме. Сакам да се надоврзам на тоа политичко единство, за жал го нема. Апсолутно. Во државата и на таква една основа тие партии две обстојуваат 18 години. Да, сите се надевавме дека од година во година тие разлики ќе се намалат и полека таа поларизација ќе се намали, партиите ќе се доближат околу своите ставови во врска со националниот интерес на Република Македонија, во името на националниот интерес. И интересна е многу една ситуација, уште во Македонија, значи трета партија не може да ги загрози. Овие две партии, а видите што се случува сега во соседството. Во Бугарија, да кажеме, тие две партии што беа пандан на ВМРО на Съдната веќе се растурија. Излегува трета партија која што победи на овие избори. Меѓутоа такво нешто на повидок во Македонија нема. Една, Србија, земете го примерот. Партијата на Шешел 90 година беше маргинална, немаше еден советник, сега има 80 советник, пратеника. А 90 година беше маргинална партија. Значи Албанија исто. Ова партијата сега Еди Рама таму тие што настанува претумбаци. Во Грција гледаме некои партии 15-20 пратеници веќе освојуваат сами. Тие понационалистички така покрај тие двете големи. Значи уште во Македонија се држи таа строго биполарна структура ВМРО СДСМ и јас сметам дека во догледно време созреани се условите да се појави некој трет субјект, бидејќи еве тоа го кажува да кажеме самата реалност во соседството. Има ли реално услови за такво нешто, бидејќи реално нема повидок дека нешто ќе се случи на тој план? Па јас сметам дека се може и во поблиски на тоа нема се случи, но како што оди времето, бидејќи еве луѓето сега гледате што се случува сега во парламентот, да кажеме. Луѓето очекуваат да кажеме преку ноќ дека ќе се променат некои работи со владеачка во оваа коалиција. И сега веќе видите на што се сведуваат дискусиите во парламентот. Ќе излезе, да кажеме, пратеник од СДСМ, ќе обвини за корупција, за криминал, за грабеж, ќе излезе пратеник од ВМРО ДПМН да му контрира, не му кажува со факти, него само му вика и вие така правите. Така. Значи сега веќе сме доведени во ситуација да бираме кој помалку, кој повеќе крадел. Не спорат дека крадат и двете. Значи сме доведени во ситуација сега луѓето да бират помало и поголемо зло. И во такви услови мислам дека реално е во догледно време да заживее некој нов политички субјект, дали самостојно, дали како групација. Али и ова помалите партии се малку чудни. Секој се гледа како Александар Македонски, има лобби да се групираат, да се направи некој блок, но сега вие кога ќе седнете да разговарате со тие мали партии, ќе наидете на многу суетни лидери. Како Јанко Бачев и Народно движење за Македонија ја обсервира моментната состојба во Република Македонија на политички, меѓународен план и слично, на економски план? Па еве сега, гледано најактуелно да кажеме ова што деневове ја
преокупира. Ако мислите за енциклопедија, така имаме посебно прашање. Воопшто, така како... Па вие сега актуелно прашање на меѓународен план е секако името. Така. Спорот со името со Грција кој веќе обстои 18 години, но после изгледа дека ова прашање како што изгледа сега работиве им одговара и на македонска и на грчка страна да се реши до недоглед. Бидејќи видите, тој е клучен фактор за време на избори. Факт е дека најголем дел од довербата ВМРО ДПМН и коалицијата 2006-2008 најголем дел од тие гласови ги доби на прашањето на името. Так. Исто сега еве слушаме во Грција таа кампања што се води меѓу двете таму партии, бидејќи сега таму е предизборен период, исто се води на прашањето на името. И сега гледајќи тој аспект, после изгледа дека баш не се многу заинтересирани, ако слушаме силни најави дека треба тоа прашање да се затвори, треба да се реши, но како што гледаме, работи не одат баш во таа насока. Дали вие сте оптимист дека може тоа наскоро да се реши? Да не верувам дека ќе се реши, бидејќи сега еве избори во Грција, не е чудно на пролет да има избори во Македонија. И тој круг како се врти, а обично имат некој џентлменско правило напишано дека за време на избори не преговараат, дека се стопираат овие преговорите. Инаку во контекст на името јас сум поборник дека не треба да се менува името и знам дека сега ќе ве прекинам тука, Народно движење за Македонија заедно со ВМРО Демократска партија изнесе во јавноста предлог стратегија за одбрана на уставното име на Република Македонија. Што содржи таа стратегија и која е целта на истата? Знам дека имавте во план да разговарате на таа тема и да им ја предложите таа стратегија и на Груевски, и на Иванов, и на Црвенковски. ние во јавност излеговме со соопштение да ја најавивме таа стратегија, но од разбирливи причини не сакаме да одиме до детали, бидејќи таа е стратегија во вистинска смисла на борот со платформа, со основни насоки, со конкретни насоки како со конкретни анализи и насоки како да постапи македонскиот државен врв и ја поднесоме лично до председателот на собранието, до Трајко Велјановски, и му оставивме на него да го определи евентуално степен на доверливост на тој документ, затоа не одивме во детали. И ние сега со господин Голубовски како подносители имавме пред 3 дена средба со господин Трајко Велјановски и он ни пренесе дека веќе ја поделил на пратениците и така беше некој заклучок да не се оди со детали во јавноста. Мислам дека е квалитетна стратегија и се додека премиерот, да кажеме Груевски, обстојува, да кажеме цврсто обстојува одбрана на тоа име, ќе има нашата поддршка, без разлика што ние, да кажеме, како партија сме сведоци дека веќе околу него има едно страшно криминално окружување, да кажеме, а не сакаме сега ние да излегуваме со тие напади, бидејќи тоа се сознанија кои што сега можеби некој ќе ме свати субјективно, но тоа се сознанија кои може да разврнат, да кажеме, македонската влада, но во овој момент водејќи се од тие патриотски национални интереси, сметаме дека во овој момент не е добро кога целата активност владина е насочена према одбраната на името со Грција и се додека се обстојува на тој став. На одбрана на името ќе има нашата поддршка. Така. Македонскиот државен врв. Да, меѓутоа, што велите на она обвинување, на она што произлезе, а сега е предмет на еден судски спор помеѓу Еленовски и Шекеринска, која излезе дека на затворена, така вели Еленовски, на затворена седница, било кажано дека Груевски сепак отишел во Букурешт со промена на името. Па Еленовски сега тоа што го прави во јавноста стварно, мислам, така смешно, бидејќи настојува на секој начин сега дали тоа некој додворување на Груевски, од кои причини го прави тоа не знам, но не може човек да побегне од своите зборови. Еве вие кажавте што сме зборувале пред 7 години. И не може човекот јасно излезе каже дека Груевски во Букурешт отишел со согласен став со Црвенковски да го сменат името Република Македонија Скопје. И сега види се доведе во интересна ситуација, се согласиле ли Грција не прифатила да се прифати тоа ново име Република Македонија Скопје, што значи нашиот државен врв имало согласен став. Отише во Букурешт да го сменат името. Еве, ја го апсолвиравме и ова прашање, малку околу економијата, ваше видување за економската состојба во Република Македонија. Па видите се, јас ценејќи ја владата, ако цениме по сектори, безбеднесниот дел, економскиот дел, можам да кажам дека најслаба точка во тој министерски кабинет се баш тие министри што ги донесе Груевски од странство за привлекување на странски инвестиции. Тоа видовме дека овие луѓе, например овој Ташковиќ што беше разрешен од Груевски во новиот кабинет, најголемиот дострел што се го напиша од кога се замина дека посетил околу 85 земји. Сега, например, да каже тоа е едно смешно образложение, вие сега како министер на македонска влада на кој директор да му се јавите по Европа, така од Кортоазија, некој ќе ве прими, ќе оствари средба со вас. Али за жал не видовме да кажеме бекграундот кој е, да. Бекграунд кој е се? Тие луѓе Груевски колку мој совет е што ги има во владата, како овие од страна што
најдобро е со првиот авион да ги качи назад и да ги врати. Бидејќи само има трошкови по нив, им се плаќаат таму станови по Америка од кај дојдоа. И тие луѓе само сега си прават добра реклама тука во биографијата, ќе им се напише дека биле министри за да можат после во Америка да конкурираат во одредени компании при нивно ангажирање, бидејќи секој ќе пише во биографијата дека се биле министри во една влада, каква таква да е. Сте биле министер и гледате какви несрекни изјави даваат. Излегува овој Веле Самак пред 3-4 месеци, вика за 5-6 месеци бунарџи ќе врие од фабрики, а тамо нема ништо, нема дали има колку, 2 фабрики. Таа Џонсон веќе стана излитна фраза, Џонсон мет и Џонсон контрол, како ги вртат тие две. И мислам дека не направи владата добра стратегија, добра програма. Тие владени министри од Америка што дојдоа, става балони над владата, инвестирате во Македонија. Тоа се мислам така едни смешни пропаганди, бидејќи за да вие привлечете странски инвеститори треба да имате конкретна програма. А овие сега како правиа? Овие дојдете и инвестирате во Македонија. Тоа да го кажете само една желба, една декларација, не е програма. Сега програма, тоа е исто како да ви каже некој, слушај, ќе ви дојдам јас на гости. Тоа не кажува ништо, али кога ќе ви каже, слушај, јас ќе ви дојдам на гости во четврток во 8:30 сатот, тоа е веќе конкретна програма. Сега тоа е изостанало од овие министри и нивната активност се сведува само на шетање по европските земји и за нивен сопствени